Конечно да ја довршам серијата предавања. Настаните на последното време, табелата која што завршува со избавување, воскресение, значи второто Христово доаѓање, 1000 години помеѓу првото и второто воскресение, на крајот конечниот суд, воскресението на грешните, огненото езеро, новата земја. Рековме, на погрешно место во табелата беше ставена втората смрт, дури пред Јакововите маки. И јас би сакал вечера да зборувам на таа тема. Што представува втората смрт? На почеток ќе отвориме во Откровението, ќе прочитаме воведни зборови, Откровение 20 глава. Ќе прочитаме тука повеќе зборови вечерва, но за вовед само 6 стих. 6 стих од 20 глава вели: блажен и свет е оној кој има дел во првото воскресение. Над нив втората смрт нема власт, а ќе бидат свештеници на Бога и ќе царуваат со него 1000 години. Толку славни зборови. Блажен и свет е оној кој има дел во првото воскресение. Удел, учество во првото воскресение. Зошто? Што представува првото воскресение? Зошто над нив втората смрт нема власт? Токму затоа. Тука може да ставиме врвка, бидејќи ќе се вратиме на оваа глава. Ќе скокнеме за момент Евангелие според Јован. Четвртото Евангелие. Уште на релативно почетокот од својата мисија на земјата, а на крајот од првиот дел од својата мисија, така наречената јудејска служба, службата во Јудеја, Христос е изведен пред Синедрионот после исцелението на фатениот во Витезда. Првото негово изнесување пред Синедрионот, првото негово судење пред Синедрионот, и Господ се брани на сите тие обвиненија. И меѓу другото, при крајот на својот говор, што кажува? Значи, еве да почнем од 26 стих, не, 25 подобро. Вистина, вистина ви зборувам, значи Јован 5 глава, 25 стих, вистина, вистина ви зборувам. Што? Иде часот и веќе е дојден, кога мртвите ќе го чујат гласот на Синот Божи. И тие што ќе го чујат, ќе оживеат. Интересно, како можат мртвите да слушнат? Мртвите не слушаат, меѓутоа ќе го слушнат гласот на Синот Божи, не било чиј глас. Ќе го слушнат гласот на оној кој што од земја го создал првиот човек. Што е потешко? Господ да воскресне човек, или кога немало никаков човек, од земја да создаде, да направи човек?
За него не е ништо тешко, се разбира. Меѓутоа, според човечка логика, воскресението е полесно. Понатаму вели, зашто како што Отецот има живот во себе, така му даде и на Синот да има живот во себе. Тој е оној живот што Елена Вајд го нарекува изворен, непозајмен, неизведен. Значи, во Христа постоел божествениот живот. Во Христа постоел вечниот живот по природа, како што ние го имаме овој минлив, распадлив биолошки живот. Смртен живот по природа. И му даде власт да суди, зашто тој е синот човечки. Значи, тој е спасителот. Не чудете се на ова, зашто иде часот кога сите кои се во гробовите ќе го чујат гласот на Синот Божи. И ќе излезат. Кој правеле добро, ќе воскреснат за живот, а кој правеле зло, ќе воскреснат за осудување. Значи, сите ќе воскреснат, вели Христос, но едни ќе воскреснат за живот, а други ќе воскреснат за осудување. Вака навидом изгледа дека сите тие ќе воскреснат заедно. И овие за живот, и овие за осудување. Но дали е тоа така? Се враќаме на Откровение 20 глава. Дали постои временска разлика помеѓу ова прво воскресение, воскресение за живот, и второто воскресение, воскресение за осудување? Се разбира, постои. И за тоа ни зборува Откровение 20 глава. Само размислувам од кај да почнем да читам. Ајде да почнем од почеток, за да имаме малку контекст. Значи, 20 глава од првиот стих. Потоа видов како од небото слегуваше ангел кој го имаше клучот од бездната. Ова е интересен термин исто. Што значи бездната во Библијата? Кој што се споменува уште на самиот почеток. Вториот стих од Библијата. И беше темнина над бездната. Земјата беше без обличие, пуста и беше темнина над бездната. И Духот Божи се креваше над водата. Сега, овој ангел кој што имаше клуч од бездната и голема верига во раката своја, го фати змевот, древната змија, која е ѓаволот и сатаната, и го врза за 1000 години. Много интересно. Ѓаволот може да биде врзан? Како? Се разбира, не со синџири, не со лисици, не со решетки. Тука се споменува синџир, верига, вели. Меѓутоа, дали ова буквална верига? Зошто? Ако читаме во Евангелијата, оние луѓе што биле обседнати со демони, имале сила да ги скршат тие вериги, синџири, и никаква војска, никаква полиција не можела да ги контролира. Дори апостолите фатиле магла да трчаат колку што можат подалеку, и трчале, додека не забележале дека еден не трча со нив. Нивниот учител не трчал со нив. Не бегал. Тој не се плашал од никого на земја. Ако демонообседнатите не може да бидат контролирани со синџири, вериги, катанци,
решетки, самиот ѓавол, ќе видиме што значи тоа. Потоа го фрли во бездната и го заклучи. Што беше бездната на почетокот? Земјата беше без обличие и пуста, вториот стих од Библијата, и беше темнина над бездната. И Духот Божи се креваше над водата. Така. И стави печат врз него, за да не ги лаже веќе народите до завршувањето на 1000 години. По ова време тој треба да биде пуштен за малку време, значи за кратко. Потоа вели 4 стих: и видов престоли и седнати на нив, на кои им беше дадено да судат, а и душите чии глави беа исечени поради сведоштвото Исусово и заради Словото Божјо, а и оние што не му се поклонија на зверот, ниту на неговиот лик. Овде пишува биста, не ми се допаѓа тој превод. Библијата не зборува за материјални, тука елементи. Не зборува за бисти, споменици, синџери, материјални предмети. Зборува за духовни поими. Не му се поклони на зверот, ниту на неговиот лик, и не примија жик или белек на челата своји и на раците своји, и оживеа тие, значи, на кои им било дадено да судат, на кои им било дадено да седнат на престоли, кои што биле исечени заради сведоштвото Христово, кои што пострадале заради Словото Божјо, и кои што не се поклонија на зверот, ниту на неговиот лик, ниту го примиле неговиот жик, и оживеа и царуваа со Христа 1000 години. Значи, оние што имаат удел во првото воскресение, оние кои што оживуваат за спасение, за живот вечен, тие царуваат со Христа 1000 години. Ниф им е дадена и судска власт да судат. Кому да му судат? Апостол Павле напиша, дури и ангели ке судиме. И вели на христијаните, па колку ли повеќе работи од овој свет? Значи, на најголемите грешници на овој свет, да не ги споменувам повторно, Божиот народ ке им суди на нив, пред да бидат фрлени во огненото езеро, живи, во оган и сулфур. А според пресудата, сега значи само Господ знае, колку долго ќе се мачат во тој оган, додека не бидат уништени. Божиот народ ќе суди. Затоа Божиот народ своите проблеми не треба да ги решава кај световните судови. А оние кои што таму се обратија, по наредба на Полсон, веќе така велеше еден проповедник од македонската мисија, брат Благоја, ние не Полсон ни нареди така да направиме. Тие, значи, не веруваат дека се Божи народ и дека црквата има најголема власт кога се работи за суд и судење и решавање проблеми, па очекуваат безбожниците да им ги решат проблемите. И сега 5 стих. Другите пак од умрените не оживеа додека не се навршија 1000 години. Че еве таа разлика. Помеѓу првото и второто воскресение, воскресението за живот и воскресение за осуда, постојат 1000 години. 7 стих, да се префрлиме веднаш таму. А кога се навршат 1000 години, Сатаната ќе биде пуштен од затворот свој. И ќе излезе да ги лаже народите по 4 краишта на земјата, Гог и Магог, и да ги собере за војна, нивниот број колку морскиот песок. Проложуваме 9 и 10 стих.
Тие излегоа по ширината земна и го заобиколија живеалиштето на светиите и возлюбениот град. Падна од Бога оган небесен и ги проголта. А ѓаволот што ги лажеше беше фрлен во огнено и сулфурно езеро, каде што е зверот и лажниот пророк. Значи, тие веќе се проголтани. Тие ќе бидат мачени дење и ноќе во веки. Што значи ова? Ќе биде предмета некоја друга тема. Колку долго ќе бидат мачени. Важно е да разбереме што представува втората смрт. Ке ги прочитаме и преостанатите стихови од главата, бидејќи даваат одговор на тоа прашање. Значи, настаните на крајот од 1000 години. И видов голем бел престол, и седнатиот на него, од чие лице побегнаа земјата и небото, и за нив место не се најде. Потоа ги видов мртвите, мали и големи, како стојат пред Бога. Се отворија книги, и друга книга се отвори, книгата на животот. И судени беа мртвите според запишаното во книгите, според делата нивни. Еве зашто судот е страшен. Затоа што судот ќе биде според делата. И таму никој нема да може да се оправдува. Ама Господе вака, онака, и така натаму. Затоа пак оние кои што веруваат во Христа, кои што биле оправдани, посветени, измиени, испрани со неговата крв, самиот Господ рекол, тие нема да излезат на овој суд. Тие веќе царувале со него 1000 години, дури и нив им била дадена судска власт. Тие биле блажените што имале удел во првото воскресение. Понатаму се вели, морето ги поврати мртвите своји. Значи, нема спас, нема бегање. Обично велеа, овој колку злосторства направи и на крај си умре. И демек не го стигна казната. Нема бегање од Божиот суд. Гробот, адот, морето, сите ќе ги повратат своите мртви. Онака буквално како повраќање. Тоа е тоа второ воскресение. Воскресение за осуда. И секој прими суд според делата своји. И дори тогаш се вели дека и смртта и адот беа фрлени во огненото езеро. И тоа е втората смрт. Шо е втората смрт? Огненото езеро е втората смрт. И многу убав е 15-тиот стих. И кој не беше запишен во книгата на животот, беше фрлен во огненото езеро. Јас се восхитував кога прв пат ги читав овие зборови. Сега веќе пред нешто повеќе од 4 век. Овие зборови се страшниот суд. Зошто за време тие 1000 години ѓаволот е заробен, не може да лаже, врзан, а потоа за кратко време ослободен, па повторно лаже, заведува и така натаму. Цели народи. Затоа што за време на 1000 години земјата, бездната, е каква? Како во вториот стих од Битие. Земјата е без обличие и пуста. Со славата на второто Христово доагање убиени се антихристот и испотепани еден куп грешници кои што нема кој да ги закопа.
Спасените се однесени на небо, на земјата мртви тела, значи нема народи, нема ѓавол од кого да лаже. Заробене, а нема пристап таму, каде што отидоа оние што имале удел во првото воскресение. Односно, од крстот наваму повеќе нема пристап. Кога пак ќе воскреснат сите други народи за осудување во второто воскресение, тогаш повторно има прилика за лажење, за ведување, последна шанса за напад врз Божиот град, Новиот Ерусалим. И тогаш настапува страшниот суд. Тогаш настапува втората смрт. Сега не може таа втора смрт да трае бесконечно, затоа што, ако е така, тогаш кога Господ ќе ја создаде новата земја, пота 21 глава, или зборува за создавањето на новата земја. Но тоа е друга тема, што значат тие зборови мачени дење и ноќе во век и веков. Важно е дека ќе биде вистинско мачење. И тоа ќе биде, тоа е најстрашната казна. На земјата не постои пострашна казна, измислена од луѓето. Значи, ниту гилотина, ниту бесење, ниту стрелање, сега па инекции, глупости, газ, отровен во келија и така натаму. Каков? Замислите, луѓето ќе бидат живи фрлени во огнено и сулфурно езеро. И само Господ знае кој колку долго ќе се мачи, додека не биде уништен според пресудата. Од ова нема бегање. И ова ќе биде вистинската и праведна казна за секој случај. Нека Господ не потресе со својот свети дух, со стравот негов, да ја сватиме сериозно неговата реч. Не се овие работи запишени за да не плашат, туку за да не радуваат дека постои казна за гревот и беззаконието, дека ово што се случува во светот, големиве организатори на злото нема да поминат неказнети. Самиот ѓавол и демоните најдолго ќе се мачат во огненото езеро. Но Господ вели дека тоа езеро е подготвено за ѓаволот и неговите ангели, значи ниту еден човек не морал таму да заврши. И Господ не сакал ниту еден човек таму да заврши. Бидејќи за сите нив, тој ја пролила својата крв, спасение на Голгота. Но само оние што ја прифатиле, што поверувале, и само оние што решиле да живеат нов и победоносен живот, и само оние кои што денес остануваат на таа патека, и кои што ќе останат верни до крај, вели Господ, ќе бидат спасени. Нека Господ не благослови да останеме верни до крај. Колку год порази и падови да сме имале до денес, не до вчера, до денес, да започнеме од оваа нова седмица нов и победоносен живот во Христа Исуса. Нека му е фала и слава вечно. Амин.